Прва емисија. Фатмир Битичи, прво по мушко. Овде не си. СДСМ, овде не си. Министер, овде не си. На војна му. Све што треба. Овде си најобичен граѓанин во прво лице еднина, кој живее во Бутелеген, така? Да, благодарам за поканата. И убаво е еднаш да бидеш повикан како обичен граѓанин, за да Овде не ме интересираш кој си, овде ме интересира да. Фатмир, онак, кој што живее позади трафикана. Да. Тоа ме интересира ме. Ке биде ли држава? Прво прашање на пазар, ја кој ден прво што ме прашуват, ти си паметен, ќе биде ли држава? Како нема да ја биде, бе. Она бидела одамна, ма не те информирале. Ќе биде ли држава? Искрено ќе осетам дали лажеш. Не, чувството наназад низа на години ми е дека за жал се губи критичната маса на луѓе кои што сака да ја бидне државата. Убаво речено. Ке те разберат на пазарот, што ќе кажеш? Па да, тоа е дали ки од 10 луѓе, дали ки имаме 6 луѓе кои што сака да ја биднат државата. И за жал, од 10 луѓе секогаш има 2-3 кои што сака да ја биде, а тие 7 викаат, добро е и вака. И тоа заради тоа што Како вака? Вака како што си тера. Намутно. Како вака? Што кажа стање срање, како? На матното, затоа што во матното тие 7 или 6 живеат многу подобро. Него кога ќе биде државата? Тоа е државата. Тие 10 нема држава. Па тие 10 луѓе, од 10 луѓе отворено да кажеш нема држава. За жал се помалце и помалце. Ја има. Што значи дека ја нема? Па не би бил Фатмир ако би се откажал. Сите кои што ме знаат... Е филозофија. Не. На пазар си, јас знам пациќа. Сите кои што ме... не биде. Значи, сите кои што ме знаат 50 години, знаат дека никогаш не сум се откажал. Значи, ја верувам и убеден сум дека уште не е стигнато дното, но после дното има фаза во која што ќе почнеме да ја средуваме годината. Мислам дека многу побрзо, затоа што не сме нит 20 години назад кога немаше толкава свест. Во 2025 особено што имајќи во обзир све што се случува околу нас, не многу далеку, околу нас, мислам дека критичната маса многу побрзо ќе излезе на површина, тоест луѓето кои што сакаат вистина да ја бидне државата. Друг формат ќе дојде малку поспремна. Ќе дојде малку поприпремна после се ова што се случува и едуцирана, поедуцирана од надвор. Поедуцирана од многу ситуации кои се во соседството и така. Па не, затоа што луѓето, пак ќе кажам, се сосема различни. Доаѓаат нови генерации кои што едноставно нема да прифатат. Секој еден малоумен кој што наумил нешто да прави, да го направи. И ќе почнат полека да зборуваат, до сега го немаа простор. Ја мислам дека после овие локални избори за прв пат ќе се окуражат сите помлади генерации, тие кои што вистина треба да зборат, да активно се вклучат да ја направат таа промена. Одеш, тука да чекам локални избори, актуелна ситуација. Дали апсурдот на она што го доживуваме, гледаме и така натаму. Но овие локални избори ќе има барем еден мис по мис ефект. Да, искрено па ќе се случија неколку. Јас искрено ги посакував овие работи. Не биди СДСМ. Не зборувам. Сега биди Фатмир на пазар. Значи, буквално зборувам ги посакував. Например, посакував да има толкав број на независни кандидати. Не, затоа што првиот продор на независните кандидати е
дека ќе имаш се и сешто, но ќе имаш и квалитет. Да. И тоа ќе покрене одредена маса на луѓе кои што спиеа или не гласаа претходно. И тоа е првиот момент кој што на овие локални избори ќе се случи. Група на луѓе кои што нема да гласаат стари естаблишменти. Затоа што ги гледаат. Да. Ќе гласаат Да. и тоа сметам дека на овие избори освен ако не стравува за да излезат на гласање, ќе се случи. Мене друго нешто ми е. Не е до гласањето на етаблираните брендови и така натаму. Мене ми е до нешто сосема друго. Мене ми е до менувањето на чипот, менувањето на погледот, менувањето на пристап. Она што мене генерално ми смета и она што мене генерално ми е смешно до ниво на одвратно за гледање, обсервацијата дека усторија дека се работи за најобично делење карти, најобична прераспределба на контролата на моќта под политички карактер на теренот. Така дека нешто се случува, апсолутно ништо не се случува. Дека нешто ново носи, апсолутно ништо ново не носи. Дека се оно што се ветува, програмира и така натаму е лар по лар, гола вода. Ја да ме буре колку да ме буре. И тоа е се. Ова се припреми за парламентарните избори кои што ќе се одржат до година. Мој став, може да. Значи, во нешто се согласувам. Дали што е понудата на локалните избори, ништо поразлично од претходно што се нудело и спајкаме на назад колку локални избори сме имали од 2002 до днес. Секогаш кога ќе слушнеш, дури викаш дали ќе ја препознавам државата после овие локални избори, ја викам, не знам, тоа што го слушнам за Скопје, особено за од различните да слушаш. Нема да слушам, мислам дека само не кажа дека таа улицата нашата славна Цветан Димов ќе биде Шанзелизе или ќе летаме од тие летечките таксиња. Да не зимат и да не пренесат, зашто така убаво. Може и летите килими спремам, таму може и летите. Но никој со честна исклучици не зборува вистински за колку тоа време може да се направи и дека тоа не може во еден мандат на градоначалник да се направи, туку треба малце поголем општествен консензус и треба да трае тоа 5, 10, 15 години, но ние не сакаме веднаш да се промени. Значи, не зборувам како е, зборувам кои процеси почнуваат после овие локални избори. Ке има одредени сигнали кои што ми даваат доверба да после локалните избори ќе има превирање во секој од постоечките политички партии. Независните ќе си го направат своето, но независните ќе сватат дека во вакво општество тешко е да си еден. Тешко е да си соло. Треба да си дел од еден организиран систем. Кој да го организира тој трет независен? Мислам дека имаше затоа што очигледно е дека општеството полека бара. И сега ние вообичаено кога зборуваме дека ќе изникне, бараме сосема нови луѓе кои никогаш ништо не правеле во живот, па тоа е новината, не може тоа така да биде, тоа ќе бидат луѓе, претпоставам, кои што секако се видени во јавноста, но немаат црни дамки позади и кои што имаат визија за државата. Те патот дипситот? Па ке се, мораат. Како? Кога од 10 ќе има 6 кои што сакаат промена, лесно ќе се справат со 4. Живи младите. Па да. Те су пари, таму е моќ. Виде, парите само ги ја менуваат страната. Па да, во 2017 парите беа на сосема една страна, во 2024 само сменија страна. А сите богати? Па, затоа не се случува реалната промена. Зошто? Затоа што треба да се откажеш
треба да се откажеш од една одредена мајорска да има. Нема. Виде, Имате ли јас пари? Јас сум од луѓето кои што верува дека за добра цел секоја се наоѓаат пари. За луѓе кои што сакаат да ја видат државата подобро место за живење, ќе се најдат пари. И тоа се покажало насекаде, ќе се покаже и овде дека тоа е возможно. Дали во СДСМ, ја не сум дел од актуелното раководство, не можам да кажам дали има или нема пари. Сигурно нема колку што има владеечкото мнозинство, затоа што они располага за жал во овој момент со се што ние им дозволивме како граѓани, располага Што најголемите? од различни начини. Сега ако се вратиме дали Што дадо? кареш, им дадовме власт. Не им дадете бица. Народ им даде. Кој сака да им даде? Јас сум народот ту. Нема. Овде Нема. јас сум народот. Тоа си значи да се мовски. Не. Да. Не. Ма. Ја реков дека овде сум како фатмер. Им се даде власта на тацна, они за жал или за среќа на луѓето кои што ја сакаат оваа земја малку повеќе од мноштвото кои што ги гледаме во актуелната власт, ја злоупотребија моќта која што им ја даде народ многу брзо. За 18 месеци веќе исплива на површина. Злоупотребија. Во се, види, никогаш не се случило. Еве, ја бев во извршна власт. Не се случило да во тек на изборна кампања ја од позиција вице-премиер и да ми сечам ленти или почнувам да градам во општини кај што барам глас. Никогаш не се случило. Кај живееш? Па еве, го гледаме се. Не го правите? Не. Абе срам да ви е. Не. Па и ние го правиме. Значи, Абе сите го правиме. како ја почнавме емисијата во лично име. Јас кажувам што јас сум правел. Не, добро. Јас знам, ама ишне мој верен да не мешам мој дажи И вие. Јас знаете. во секое чоше имаме бекатонки, во секое чоше имаме улици кои што се почнуваат, ма дајте, у избори сме, у изборна кампања. Певте у истата песна. Не, Ние певте она изнета песна, вика, абе жена ти спие со тој, абе битно се гради. Немој таа, абе, ајде, молим. не е така, добро, ќе помине уште одреден период, луѓето ќе сватат дека на крај на денот на трпеза нит се јадат бекатонките, нит се јаде асфалтот. Кога при првиот дожд ќе се поплават пола од улиците затоа што нема фекалната канализација кај да оди, ќе сватат дека види, може се да кажат во 3 недели, но ако нема канализација, фекалната канализација ќе заврши во нашите подруми. Дај ми една друга работа, дај ми поврзаноста, пара сме, се смееме, купуваме падиџа. Дај ми поврзаноста помеѓу национал романтизмот, популизмот, гига и мега патриотизмот и локалните избори. Не знам дали... Да е логиката. За мене нема логика. Не нормалниот мозок дај ми. За мене нема никаква логика, затоа што локалните проблеми, локалните избори ја ги гледам како начин да се понуди на граѓанинот, мене, како граѓанин на една мала општина, како животот ќе ми биде поквалитетен. Поквалитетен не значи да ја излегувам и ја чистам улицата затоа што во 4 години никој не поминува да ја исчисти. Туку дали ќе имам систем да некој доаѓа и ја чисти. За жал, ние сфативме дека, тоест повеќето од политичките партии и овде особено владеачкото, затоа што они го креираат патот како ќе се збори на локалните избори, сватија дека убаво е за национален романтизам и за патриотизам и за некакви си квази теми да се зборува повеќе отколку за локалните проблеми. Друг грм. Сите тие реторики, сите тие мега гига патриотски приказни, сите тие популистички фори и фазони се уставени страшен лакмус во народот. Да видиме како уште следиме кај народот. Добро, лакмусот... Секој, значи, зајакот е исклучиво во припремите за парламентарни избори.
Добро, значи јас тоа го зборувам сериозно со другари, луѓе, познаници и така натаму. И ја не се согласувам дека е некаков си лакмус, но не се согласувам дека гласачкото тело сака да го слуша тоа. Милитантното гласачко тело сака да го слушне тој вокабулар. Колкава е тоа И милитант? тоа е некаде отприлика 20% од гласачкото тело. Мислиш? Да, да. Да не поиш? Ништо повеќе. Ја мислам поиш? Не, ништо повеќе, ја ги имам бројките, знаете, барам јас со бројки немам никаков Ако се проблем. вратиме и на тоа, си со Значи бројки, 20% од гласачкото тело е милитантно партиско тело кај сите политички партии. Дали е тоа од корпусот на своите гласачи или од вкупните гласови. Еве, земете ја најголемата партија, ВМРО-ДПМН во овој момент, они кога се обраќаат до 20% од 1,8 милион гласачи колку што има на изборниот на избирачкиот список. Толку е корпусот на нивните гласови плюс минус. Кај албанците е исто. колка ве отприлика- бројка албанците Па еве земете ги. на ортодоксни прфлямури. Не, земете ги, ја статистички ги гледам, ќе ги земете од последниот попис 26,9, 1,8 милиони во избирачкиот список, испаѓа некаде 500 и нешто е максимумот на гласови албанци во Македонија, никогаш тоа не се случило. 20% се отприлика 100.000 гласови на кои што им се обраќаш со тој вокабулар. Ше беља прат најгласни се, Не, најмногу се слуша. проблемот е како да им се обратиш на 80% на гласачи кои што Ајде, тука те сега паметен човек, за сега Буроки си паметен човек, за сега многу малку од политичките партии и многу малку од кандидатите им се обраќаат на мноштвото од корпусот. Затоа што е најлесно да се обраќаш на тие кои што се сигурни гласачи. Живееме најлесната варијанта, дали тоа значи? Затоа што не сакаме, пак ќе кажам, не сакаме да се промениме, не сакаме подобро, зашто се плашиме што ќе донесе подобро. Значи, дали значи дека не сакаме држава, просто речено на пазар. Значи не сакаме да играме по правила и еднакви можности за сите. Сакаме во тоа што сме сега супер да си уживаме. Сакаме кога ќе не запре полицајцот да му кажеме не знаеш ли кој сум јас. Си изборува што про човек што мора патиџан на пазар. Добро, еве јас Прода патиџан на пазар те праша просто. ја му кажувам, Значи дека не ќе на држава. ја му кажувам на тој човек дека се додека ја и тој Да. не прифатиме дека правилата се правила и треба да работиме по правилата, ќе биде одговор дали сакаме или не сакаме. Во овој момент повеќето не сакаат затоа што викаат убаво ние вака. Имаме кај да кренеме телефон. Ќе дојде едните, ќе кренеме телефон и ќе не спасат од било што. Не го добив. Да. Тоа значи дека не ќе ме држа. Сега за сега, Не. со тоа што го гледаме на не. избори, кој што се појавува не сака. Не. Не ми даде. Добро. Значи, што значи тоа? Ако мене мајка ми стара дома, која го гледа ова се и која размислува на начин, како што го перцепира се во ова, се чуди и вика торове. И сега пази, имаме едно апсолутно несериозно. И, еве ја тебе ти го поставувам прашањето. Значи, тоа ти е и тоа треба да стане уште поголемо за да пробуди доволно луѓе кои што ќе сакаат да направат промена. Треба да пробуди. Да. Зашто не ги пробуди 30 кусор години? Затоа што веројатно не било со премногу и. Не било Нема, со премногу и. Да. Зашто немало толку премногу и? Па ја кажувам. Затоа што никој не си ја сака државата, пријателju. Значи, Затоа што држава е оставена на ветрометина. убаво што ме донесовте на една омилена моја тема, Ајде, која што пред да влезам во политика, пред 10 години ми беше момент на отварање на очите и во суштина заклучокот ми беше токму ова. Бев во едно друштво во Словенија, група на интелектуалци,
бизнисмени, луѓе од граѓанскиот сектор и седнати, ајде ќе ручаме и еден таму што беше малце постар вика добро да направиме здравица. Нели од бивша Југославија сите правиме одредена здравица, кој со вода, кој со ракија, вина. И ја викам ајде ќе направиме здравица. Ја сега очекувам нешто ќе кажат они во име на овој не. Каква е традицијата? Сите одеднаш словенци кои што беа рекоа здравицата им беше за домовина. Ајде, Да, за татковината. чудно. И ја занен. Ја викам добро се ова е лекот. И затоа словенците се тамо, а ние сме овде кај што сме. Зошто? Кога таква одредена група на луѓе не зборува и не прави здравица за своето богатство, за својата комоција, за здравје, туку вика за татковината, тоа значи дека се што он ќе направи, ќе биде за да вистина има држава. Држава еднаква за сите, во систем во кој што секој ќе се чувствува лагодно за живење. И ние тоа го неаме. Ти си албанец. Роден во Скопје. Да. Во Македонија. Ти ја сакаш Македонија. Сериозно многу. Многу ми е драго. И јас се сакам. Дали таквите се предодредени во својата еквилибристика помеѓу политиката на македонците и албанците, секогаш да бидеш критични, а поготово кај албанците, да доколку не се согласуваат со нив бидат прогласени како шпиони. Тоа е веројатно. Дефинирани го зборот шпион. Па не, веројатно тоа и во едниот и другиот табор, во смисол на табори на етничките групи, и македонци и албанци, секој кој што не припаѓа во групата како што они ја замислуваат групата, за нив Ти суштина вистинскиот македонец. Јас сум вистински граѓанин на Македонија, по етничко потекло албанец, а во еден момент би сакал да сите ја чувствуваме државата онака како што вистина јас ја чувствувам. Гордо да работиш и гордо да живееш таму кај што си, а во прва прилика кога ќе ги застапуваш боите на оваа држава, со гордост да ги застапуваш боите. Сега, знам, ќе кажеш филозофски, ова звучи, политички звучи, тоа значи дека мораш како човек да бидеш со одредени вредности и тие вредности да те водат низ животот. Ја немам никаков проблем со ни етничките македонци, ни етничките албанци, ни турци, ни срби, кои што идеолошки се различни од мене во животот. И велам дека тоа е убаво. Затоа што идеолошки и вредносно можеме да бидеме различни. Но сите треба да имаме една иста цел, а таа е државата да биде подобро место на живење, но заедно. Многу изнад ми изгледа ова. Тај уедностави го зборот. Тај врати се пак на пазар. Народе, абе ова е наш дом заеднички. Значи, не на пазар, затоа што на пазар имаш поединци. Ја ќе ти кажа. Вчера играше Македонија. Да. Против Казахстан. Јас сакам да видам 25.000 луѓе, публика, во кој што ќе личеше секој ден, ама како што личеше вчера. Исто како што беше репрезентацијата, така да биде и на трибините. Но при тоа, секој да се чувствува комотно. Во ниту еден момент да не се чувствува загрозен, како што се чувствуваат во одредени утакмици. Македонците во Тетово и албанците во Команово. А при тоа, но тоа што е 20% да имате. При тоа, премиерот на држава вика, не слушнав ја ништо. Они се уморда. Председателот на собрање Они се војска. Не слушнав ништо. Ма дајте. Они се уморда, они се војска. Јас сакам да играм во тим
дали е тоа фудбалски или кошаркарски, со сите кои што се најдобри во тимот, независно како се викат и како изгледа. Далеко си отишол ти, бе, пријатели. Не си комерцијален за ово време. Да, Не може. Зашто направиш некоја твоја трета партија? Сериозен сум. затоа што тие 20% нема да ме гласаат. Да, зашто? Па тие сигурно нема да гласаат за ваква. Па само што нема да гласат, него и ќе те цепат, ќе те уништат. Ја мислам дека јас се бев на последните парламентарни избори во изборна единица 2, во која што имаш мешан состав. Имав искрено и за тоа се радувам, затоа што имав гласови од сите етнички групи и никој искрено не ме прашуваше мене како се викам. Првата реакција и за време на изборите и после тоа беше дека заслужуваш да го добиеш гласот. Дали е доволно за да се направи промената со толку гласови? Јас сметам дека после овој циклус на избори историјата ќе покаже дека тркалото ќе почнува да се менува и ако одлучам да останам уште долго во политиката, тоа ми е дилемата, дека ќе дојде времето не мое, на сличните на мене, кои што Ќе ве растави ВМРО, ќе ве растави на избори? ВМРО имаат предност секако, но сметам дека ќе ве растави, нема. не, они имаат предност и виде сега ние ги растуривме во 2017. So what? Okay? Пркалото се врти, така да можно е да се случи за 4 години да ги растуриме ние и значи нема овде растурање, затоа што на крај на денот дали општината Бутел ќе ја води жена од Социјалдемократскиот сојуз или некој друг, има сосема различна порака. Ако ја води како што ја водеше овие 4 години, подобро да не ја води воопшто. Нека ја остави сама, ќе се водиме сами како граѓани. Скопје така не само таа. Па исти Ти имаш џавол. уопште идеја Не, дека имам некој како чајет ќе го среди, не чај. 200 години Значи, ќе го среди чај. Јас живеам во Бутел скоро 11 години, претходно живеев во Тафталиџа, годинава славам 50 години. Ја никогаш не се сеќавам да било така прљаво како што е сега. 3 недели да не се собира сметот. Тоа мислам дека искрено сум го гледал, јас сум патувал доста низ светот, сум го видел во некои афрички земји. Ама во друга нормална земја, морам да признам дека не сум го видел. Дали е тоа Бутел, дали е тоа они имаат ист заеднички именител, а тоа е ВМРО ДПМН. Немаат никаков друг. Како се да се воспомена? Не, па види, не можам како граѓанин. Моите пријатели кои што се ВМРО-овци викаат, не може тој што ја направил грешката да каже јас не направив грешка, ова не важи, сега ќе поминеме на следното. А кога си направил грешка, треба да признаеш дека е направена грешката, дури да бидеш доблесен. И ќе биде еден ден кога ќе кажат, знаеш што, воопшто не идам више на избори затоа што не заслужувам, не знаеме да водиме. Нека води некој кој што реално знае. Ја велам, општина Бутел во овој момент подобро би се водела од самите граѓани, од луѓе кои што ќе излезат од местните заедници, него што се води од градоначалникот постоечки. Не ни треба не ни треба она само шминка, една 5 сантимни асфалт, додолу ништо. Избори се, не ти давам простор за Добро. политички маркетинг, ти давам простор за оној Фатмир на улица на Пазар, да му кажеш на овој што продава патиџано дека ќе не биде. Да, ако тој е еден од тие кои што размислува дали да излезе или да не излезе на гласови, ја ќе му кажам дека мора да излезе И да го наозе се врасава. Не, да гласа по своје убедување. Само што ти реков, не ми дај политички. По своје убедување се обидувам да кажам, не можам да бидам човек затоа што нема да бидам својсен. Ја играм во еден тим во овој момент. Не можам да кажам да не гласа за мојот тим. И тој тим во овој момент има име СДСМ. Да, затоа што кандидатите имаат
голема разлика од тоа што го нуди владеачкото мнозинство. Ма нема. Па да. Дали мисли дека некој од вас од СДСМ ако тепа бутел, ќе го направи бутел кој да е Па не може после таква деградација, како? и зашто би го Еве, ја би го кажам, работа? ја моето 50% од моето време доброволно, не со пари, доброволно ќе го дадам на градоначалникот на СДСМ во Бутел ако победи тој, само за да биде подобро за граѓаните во Бутел. 50% од моето време секој ден ќе го има на располагање, само да наоѓаме решење, да наоѓаме пари за да биде подобро него што било. Знаеш зошто? Затоа што си ја сакам општината кај живеам, ја сакам државата, сакам да биде подобро. Ама кога ќе деградираш, не можеш да очекуваш дека преку ноќ работите. Како вика премиерот, ни треба повише време. Ма дај. Како повише време? Па нели кажуваше? Јас знам што кажувам. Ја кажувам дека кандидатката за градоначалник за Бутел од Социјалдемократскиот сојуз е 3 пати подобра него кандидатот на ВМРО. И ако таа победи, ја го нудам моето време за да помогнам да дојде до пари, да менаџира како што треба и да направиме многу подобро него што направи овој претходно. Не тамо, секаде. За да покажеме и таа е кандидат кој што не е од истакнатите стари луѓе кои што сме ги гледале. Е нов човек на политичката сцена, треба да им се даде можност. И дополнително што види партијата имаше храброст да излезе од мачо светот. ВМРО ДПМН немаше таква храброст, има еден само кандидат за градоначалник во цела држава. Значи, идеме наје. Фатмир, први избори е. Што и да збориме, се ја кажам. Оно што можам ти заблагодарам што дојде на гости. Оно што може јас да се извинам што кашев малку студио. Оно што може сите да бидеме благодарни што сме живи и здрави. Мислам дека многу нешта ќе бидат поставени поинаку на тацна после избори, од кои ќе ги имаме сите резултати и од кои ќе знаеме кој каде е јак, што е јак и така натаму. Мислам дека ќе направиме многу поширока една дебата која ќе викнеме уште 2-3 овдека, ама тогаш ќе сакам да излезеш со податоци кои што ветуваат реални и сериозни работи. СДСМ е офсет. Не ќе не зборувам за ВМРО, меѓутоа СДСМ е у офсет. Ако и тука падне на колена, СДСМ како ќе се вадите, Господ нека ви на помош. Добро, јас благодарам за можноста да учествувам еве на ова прва емисија на Ачик Муабети. Ја кажав дека овие локални избори ќе бидат вистински лакмус за државата и за понатамошниот процес во општеството и ќе се случат неколку работи. Прво, сметам дека СДСМ ќе остане на нивото или малце погоре од парламентарните избори, кој што е очекуван резултат после еден таков пат и тоа е добар сигнал затоа што СДСМ и треба на државата како опозиција во овој момент. Второ, ќе почувствуваме дека гласачкото тело се менува, затоа што владеачкото мнозинство, особено ВМРО ДПМН, ќе изгуби некаде 25% од своето гласачко тело за безмалку 18 месеци и тоа е втор показател кој што е битен за да се земе и да се анализира, и трето е однесувањето на независните листи и независните кандидати кои што ќе сметам дека за прв пат ќе направат добар резултат. Не сум сигурен дали ќе имаат моќ да добијат кандидати за градоначалници и советници, мнозинство, ќе добијат нешто советници. И четвртиот момент кој што не сметам дека е добар заради нивната политичкиот профил, а тоа е дека левица може да се профилира, но искрено како што германците стравуваат од АФД и земјите од Европската унија стравуваат од екстремните левичари, сметам дека со сериозност треба да се види како ќе се справиме сите како граѓани со екстремната левица
кој што се појавува во нашата земја, како едноставно го најдоа просторот, па веројатно во овој момент ова ќе биде пикот нивен во државата. Но се на се сметам дека локалните избори се надевам дека ќе бидат последниот пат во кој што ќе слушаме за разговори на политичките партии од типот на кој е поголем патриот, кој е помал и поголем националиста, и туку реално ќе се вратиме да зборуваме за реалните проблеми во Фала што не напазар. Благодарам и Фала што беше овако. се гледаме во недела пак на пас. Гледаме. Значи, ти благодарам што беше гостин. Драги гледачи, ова е само почеток. Ова е само почеток. Има да правиме муабети, тешки муабети, има овде свашта да се дешава студијево, само Господ да ни даде здравие. А ние да правиме ачек муабет. Секој добро. Благодарам, Господи.